Почитувани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Се враќаме на оној курс на локалните избори и онака уште некој ден има, веќе и предизборен молк не очекува, потоа и гласање, така да поразговараме токму околу тоа што може да очекуваме. Релативно е нејасно се уште и токму затоа што за тоа се впрочем токму тие комбинаторики, пресметки, партиски пазарења кои се уште не до крај искристализирани и на само практично 3 дена од вториот круг од локалните избори, иако веќе се исцртуваат макар како некои насетувања. Меѓутоа, она што дополнително влева или остава нејаснотија е тоа што има и промени, нема конзистентност, нема континуитет од цврсти ставови, па потоа до тактизирање и дури комплетно ретерирање од ониете повици за гласање по етнички клуч, па потоа токму касами изјави токму по однос на таа изјава и тој која ја даде за медиум на албански јазик дека очекува взаемна подршка на Влени Дуи, па да има еден кандидат од етничките албанци, дека бил погрешно, дека таа изјава за подршка на кандидатот од Кичево била погрешно протолкувана и извадена од контекст. Ниту зборувал нешто воопштено, метафорично и така натаму, па нешто човек да предпоставува за што зборувал. Ниту зборувал на знаковен јазик, па да треба да се толкува, а сепак излегува дека тој си кажал како што мислел, но другите се виновни, погрешно го толкувале и го ваделе од контекст. Како и да е, велам, човек не знае сега дали е тоа извадене од контекст, дали мислел онака или не знам тие кои го слушнале едноставно што има тука, велам, воопштено. Ќе дадете подршка или нема да дадете? Не е тоа извадено од контекст што? Или се толкува? Па затоа елам човек се прашува дали со тие кои така тоа го сватиле нешто можеби не е во ред во насока на восприемањето, на толкувањето на работите. Едно им се зборува, а тие друго сваќаат. Или пак тие кои зборуваат ги менуваат работите. Велам, или ги релативизираат и така натаму. Па имаме реакции повторно и на адреса на Националната Алијанса за интеграција, дека токму од Вредине, дека заедно со Левица сега ќе сакале да ја кројат политичката судбина на Тетово. Вреди соопштува, изјавува токму дека тоа го прават и дека се сопознати антизападни и антиалбански ставови Левица, а овие пак ќе коалицирале со нив, односно ќе се поддржувале од Националната пак Алијанса за интеграција. Обратно велат дека тие се пак само неми послушници на Мицковски. Од таа смисла пак и пратеникот на опозицијската Алијанса за албанците на Таравари и Халил Снопче изјави дека токму таа голема поддршка која ВМРО ДПМН и ја дава на Вреди е опасна за државата, затоа што ова ќе имало последици, вели, Вреди во иднина ќе бил целосно под контрола на Мицковски. И оди во една друга насока, дека вистината една, неа ја одредуваат бројките, победникот на изборите се одредува врз основа на гласовите за листите на советници, таму се гледа, вели Снопче, вистинската поддршка на партиите или коалициите, и ако се гледа така, додава Снопче дека според овој критериум, коалицијата Национална Алијанса за интеграција, предводена од Дуи, добила 23.000 гласови повеќе од владеачката Вреди. Па е тоа според него неоспорна вистина. Како и да е, интеграција, се спомнува 30 години, се спомнува интеграција, а се уште зборуваме
И не само зборуваме, туку и директно се определува и одлучува, се условува етничко гласање. Односно, практично не може ниту да се замисли различно гласање. Односно, етничкото да е во втор план. Да се гласа, да некој од една етничка припадност гласа за некој што е од друга етничка припадност. Тоа не може ниту да се замисли воопшто. Што значи дека не само дека попусто се зборува за таа интеграција и се носат имиња на интеграција, во кој е зборот интеграција, туку очигледно не сме воопшто до нивото во кое на кое стручноста би на кое резултатите кои треба да дојдат од тие позиции воопшто може да ги очекуваме. Туку се бира само по некој друг клуч. И така ете доаѓаме до темата денеска, веќе се гледаат и велам генерално излегуваат со изјави, ете кој како кого ќе поддржува, а при тоа сето тоа го прават во име на нас, гласачите, граѓаните, тие изборни математики, кој со кого ќе биде, а кој против кого ќе биде во вториот круг. А еса под кај кого е крчмарот сме ние. Значи, тие си ги прават математиките, а ние послушно треба да го спроведеме тоа што ќе ни го определат. Поддржете го овој, поддржете го оној. И тука е сега прашањето токму, значи, за ете тие соочувања кои ќе бидат меѓупартиски, да речеме ВМРО, ДПМН и Национална алијанса за интеграција во Кичево, или вреди национална интеграција, Алијанса за интеграција во Тетово, или гласањата во Карпош и Центар, оние гласови од првиот круг, каде ќе отидат, дали може да бидат пресудни тие гласови од кандидатите кои отпаднаа во првиот круг. Тука е и прашањето, значи, дали има и нешто што не е јавно, нешто што не ни презентираат јавно, односно некои тајни договори и соработки, резервни планови, токму имајќи го предвид дека во политиката нема ништо спонтано, се е однапред, дури кога изгледа спонтано, не е се случило спонтано. И клучниот момент или прашање е колку или колкумина, колкав процент од гласачите ќе бидат послушни, ќе го спроведат она што ќе се бара од нив. Поддржете ги овие, поддржете ги оние и да се оди да се гласа за нив. Така да, ете, ова за денеска тема, тие партиски комбинаторики кои веќе, значи, како што кажав, тие контури на меѓусебни коалиции, ако ништо друго на тоа дека на тоа кој со кого нема да биде, веќе е познато, иако велам не се знае што има она што не е јавно, оние некои тајни соработки, па потоа да се покаже дека всушност одеднаш може да се соработува, и тоа е дел од тие стратегии, но сето тоа е пак дел од таа сложувалка која партиите ја градат и комплетираат, и тоа со таа единствена цел да им донесе што повеќе гласови и секако позиција. Кој бил да биде уште повисоко, кој не бил да стане и така натаму. Мислам и така натаму, без да се зборува воопшто за тоа што ќе имаме ние од сето тоа. Така да целата ова логистика очигледно се прави, затоа и кажав, без консултација со граѓаните, со гласачите. Нема консултација, а дајте, еве, дали би го поддржале овој, тој е таков и таков. Туку без нас се зборува. Овој ќе го поддржи оној, како партија, да не именувам, за да не биде, ајде, макар непристојно. Или би требало да ги именувам сите. 60-91-924-925, повелете, еве, да почнеме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете? Добар ден. Да, поздрав, повелете. Се слушаме. Да, вие сте, повелете. Видете, ова многу лошо мене ми звучи, кој ќе спомнат победник со победник. Така, ба да. Па ние не сме кантони, па победник со победник. Јас викам писмен со писмен, неписмен со неписмен. И вика она по клуч.
По каков клуч? По рđav клуч? По распаднат клуч? Квалитетни луѓе не е битне што е, кој е, од каква националност Па е. по клучна стручност на такви работи, на Само професионалност. квалитет. Квалитет, ништо друго. Компетенции. Писмен, Да. грамотен, учен, да знае, да ја сака државата, да почитува се, да ја води државата напред, да не лаже, да не кради, да не ја руши државата, да ја води напред. Цел народ се застани за него. Па кои сакат каква националност така, а не по клучој, по катанци, по ѓаволи, по врази и државата ја крадат и распаѓат. Гледайте, од сите страни ја крадат, тие клучеви што ги прават, тие победници што се и ќе почнат после да бегат по државите. Вместо да ги соберат, да ги вратат назад, да ги вратат парите. И сега се удираат, овај за онај ќе гласа, онај за онај, растурење на Македонија прават. Главен град Тетово сега ќе одлучува за Кичево. Кажа така, па сега не е така, вака. Но што личи тој? Треба да води држава утре. Касапи, ова касами, како се вика. Срамота е ова. Тие такви луѓе, а без една реченица, една буква да му мрдни, тој е писмен факултет ли ја да образован. Една буква да греши да го нема. Камо ли повеќе? Нека зема пример од Европа, од светот. Човек, министер за едно кафенце, што се напил на сметка на држава, оставка си зема одма. Ови... Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете, кој ни е следен. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добар ден, госписо. Почит, повелете, да. Прво една реплика на тој битва Томисон, како се вика Нобила, што ми спомна од емисијата на Цеки ми презиме. Јас съм му кажал, ака за Томисон, ако не му е јасно. Во Кичево, политичките партии ЗПМ и сега само не сака да предложат македонците сеној да имат кандидат за градоначалник. Јас пред да се распишат изборите, како и преку вашата телевизија апелирах, и преку сите медиуми, и преку луѓе со среби, да биде било која партија да го предложи Александар Јовановски доктор, затоа што е почитуван, затоа што е честен, поштен и без оглед, што е член на ДПМН. Меѓутоа, тој е член како личност. Пошто председателот овај христијан Мицковски на трибина во Кичево и насочуваше гласачите за гласа за Блен, јас тогаш се изјаснив јавно дека во колку не се пријави до рокот, до кога се пријавување рокот за независни кандидати, ако не се пријави некој македонец, се чувствува поспособен од тие што беа кандидатите од албанској блок. И денес се чувствува поспособен, почестен, по ненационалист, и во сите сегменти. Меѓутоа, како извршен притисок и членовите беше предложен доктор што го предложи Александар Јовановски, кој е денеска кандидат. Без оглед со тоа, значи го предложија, заради него, ја јавно на еден митинг му го сапив и ги насочи гласачи да гласат за него како човек. Без оглед што ми се нудеше мене десетки хиљади, не 1000 евро непознати луѓе, плакати да има бесплатно, само да продолжа во изборната трка. Се знаеше зошто, за да му го земат гласовите. За никакви пари не се дадов, за никакви интереси лични не се дадов. Додека овие партии ДПМН, СДСМ и другите за лични интереси си продадат државата и нас граѓаните Македонија. Да, ете, истече времето, ве поздравувам, благодарам, повелете, добар ден. Ало, добар ден, господин. Да, поздрав до вас, повелете, добар ден. Фала, поздрав и јас. Благодарам, и вашите гледачи. Повелете. Партиски комбинаторики. Да, кој со кого, кој против кого, ете, веќе... На почетокот само да кажам, господин Исо. Бидејќи учествувам во сите до сегашни избори, било партиски, мислам парламентарни и локални. Вако нешто не сум доживал до сега, мислам дека ова нешто невидена работа. Причините не знам како да ги најдам пред. Значи цела влада, гледам дури и министерка за финансии, сите по улици, по Скопје, по центар, по Кичево, пола. Па не е нормално, бе, господа, така. Што дека сте завршили училиште, немате врска, мозок, немате како... Не можам да осватам ова. Ја гледам министерка денеска со најлончиња по улици во Скопје. Како може би? Локални избори има,
може да се соберат, не знаш, така, мислам за центар или било каде или за Кичево, а не секој ден со најлони полни, не знам што носат, да кажам, ова не е нормална. Еве и за Кичево ќе кажат, Дехари. Дехари бил командант. Па не беше ли командант Талат Джафери, што во времето на ВМРО беше министер за одбрана, бе, господин Исток. Значи тоа не сметало, овој смета да биде граначалник на Кичево. Јас не го гласам, не сум тамо гласач, ми тоа зошто правите меѓунационални тензии на луѓе. Значи човекот бил, меѓутоа не е сега. Сите некогаш сме биле нешто, меѓутоа сега човекот може да е добар да работи за граначалник. Такви работи, значи тоа се шират меѓуетнички тензии и нетрпеливост. Може да дојде до полоши работи. Поздрав, господин. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден, повелете кој ни следен. Добар ден, господин. Повелете, да, добар ден. Поздрав до вас. Благодарам. Знаете што, моето мислење е дека и на овие втор круг избори ќе има уште помалку известност на граѓаните, затоа што довербата е изгубена. Овие 30 години веќе не се верува во ништо. Така да сите овие комбинаторики што ги прават, тоа се само комбинаторики од интерес направени и кој да седне во тоа фотетско столче, градоначалник, и од тоа да профитира партијата или да профитираат и двете страни. Така да не се гледа граѓанинот како човек, како личност или она што да се направи во државата за да имате поквалитетно, по-хумано живење. 30 години се ветуваат разни работи и ништо од тоа. Сето дека не функционира правниот систем во државата, што е основна алка и што цело време е критикувано 30 години, сето дека нема одговорност на тие што ги поставуваме на тие функции, градоначалници, и суди и било кои на функциите, ние не можеме да одиме напред. Без одговорност, вие кога сте заштитени како пела мечка, не одговарате за ништо, а правите само дивоградби, правите разни криминални работи. А судот не реагира на тоа. Реагира за кебапчиња, ако некој украл. Наводно некој се развикал или се искашлале сега на ова, па се ги вознемириле граѓаните во државата. Па што тоа е нерелевантна работа. Мислам дека толку длабоко сме отидени назад за овие години, што не може некој рез очекувам од владата да направи во судството, да направи правила на играта кои што ќе се одвиваат во понаташен ред. Иначе се подоли и подоли. Така ви благодарам. Ба се може да биде протолкувано како некаков знак, велите. Еве, се искашлал, јас сум се искашлал. Дали тоа реагирам, не знам, не се согласувам со вас, не ми било право, или давам тајни сигнали да ве прекинат, или така натаму. Или не знам, интересно, еве и во Централниот дневник ќе видите фатен на службена должност злоупотребил 1000 евра, проневерил, не знам, за 3 години или така натаму, нешто за службени патувања. И тоа е Централна вест, успех, како сега дали е тоа дефокус или што е, изгледа се е друго безпрекорно. Но 1000 евра некој, значи, како ги успеал, тоа треба да биде во Централниот дневник меѓу првите вести. И ќе биде, но ќе биде токму по таа своја уникатност. Токму е веста необична по својата необичност. И се е веќе онака прашање на тоа кој што како, дали тајно дава знаци, дали провоцира, дали со кашлање, со гестикулација, со што. Уште веќе и до тоа добар ден, провоцирате добар ден. Од каде знаете дека ми е добар ден? Што има да ми кажувате добар ден? И така натаму. Го имаме и тоа, јасно. Повелете добар ден. Ало? Добар ден во секој случај, да, повелете. Исо, јас сум? Вие повелете, да. Фала, Исо. Молам, повелете. Бака сега. Зборувам сега за градоначалник на градот Скопје. Не се гледа кој кого ќе поддржи, него се гледа вистинскиот човек да се одбери на вистинско место за да го дотера Скопје зборет. Да не беа 70-80 илјади гласови
од албанците во корист на Орце Георгиевски, немаше да има околу 90.000 гласа. Значи не мора да се фали. Сето е договор. А тоа е најнеубавото нешто што сега ни се случува. Друго, завчера, нели Било Касами даде некоја изјава на некоја конференција таму кај беше на гости, не се сеќавам. Да. Одма беше погоден Христијан Мицковски. Па сега тој, вчера и завчера, како беше, или мислам завчера, ќе употребам негов збор на Мицковски. Отиде да коленичи пред Билал Касами, за да се попишмали за тоа што го кажал. А нека не коленичи многу, да не го болат колениците. И така се жали на колениците. И уште нешто. Професорката Милјана Најчевска беше гостинка на Канал 5 во само вистина. И вака вели: партиите, вика, зборува сега, не знам за кого, одбрале турбофолк кандидат и во случај, вика, ако треба и мајмун ќе одберат кандидат само да добијат поддршката партиска. Многу неправилно исто. Значи треба да гледаме квалитетни луѓе. А Орце многу ме разочарал со навредите према Амар. Тој бил дипломиран, ова не имал диплома. Дипломите... Да, па не знам, ме чуди тоа, ако ете така сте го доживеале, колку што знам, ако не се лажам, дел од неговата кампања е она, нели, прво човек, па потоа се друго. Сега, дали градоначалникот треба биде човек или не. Но добро, повторно гледате затоа кој како ги прави кампањите. Јас дури, ете, и би ги прифатил, ако барем самите ги прават, туку колку пари се потрошени тие организации, пиар, маркетиншки и така натаму, смислуваат правата, мислам во ред колкав ефект има. А инаку јасно е тоа дека се се прави за да се оствари. Тоа е на крајот од краиштата и она основна некоја рефлексна реакција на животно, на било кое прета прави за да опстане. Со таа разлика што тука не станува збор за опстанок во она смисла витална, физиолошка, туку опстанок на власт, односно во политиката. И се прави тука, затоа за да се... А секако, битен е аудиториумот од друга страна. Како на представа, ако станете неинтересни, тогаш менувате пристап. Сега се гледам тие стендап шоуа популарни и баш со еден-двајца зборува, велам како, што, па вели се обидов неколку минути, гледам нема одзив, па сменив тактика, вака, онака, па еден вели се откажав, прекинав, друг вели сменив, па почнаа да реагираат. Значи се опипува пулсот и потоа се сервира тоа што треба да се, тоа што сметаат дека сакаат граѓаните да го слушнат, односно на што ќе реагираат добро, позитивно, со аплауз, односно со заокружување. И потоа сметаат дека сето тоа фино, фер, завршено. Ние вас представа, вие се насмеавте, аплаудиравте и заокруживте. И што се жалите сега? Имавме добра представа, гласавте си, отидовте среќни дома. Ама од после изборите почнува приказната вистинска. Ајде сега почнете да го работите тоа за што сте избрани. А тоа веќе се доживува како нешто сосема друго. Повелете, добар ден. Добар ден, Ису. Да, поздрав, се слушаме. Ево да продолжим ке што заврши господјата. Значи, таа сакаше да каже дека нема врска тоа што е со средно и што лажно се представувал овај Амар. Него не требало да го навреди во тој стил. А тоа што се таа упорно наназад години и години кажува дека Мицковски има поклон факултет и докторатот, откако тоа нема врска. Него е среднисто, во тоа е проблем. И кој бре господи албанци 70.000 во првиот круг? Па колку има албанци во тоа пусто Скопје кај што ќе гласат и за Дуи, и за Блед, и плюс 170.000 ќе му дат на Орце. А дали се слуша да беше зборате какви глупости, колку омразата ве прави смешни по овие телевизии? Или овој Кишево 10.000 евра му давале, ама тој да се откаже за да не биде овој доктор. А по докторот плачи цело Кишево затоа што не може од албанските малверзации да го донеси уште пред предходните избори за градоначалник. Каде што СДСМ го извести затер на Дуј.
Како заборавате вакви работи? И како го спомнувате пак Брејамор Сношки, не го гледавте ли? Дека почна прво да го менува системот, па да се прикажи како сираче, па на крајот да заврши со тоа дека ево јас немам диплома, шема врска и капак на сето дивоградба, а вели па рушете да луѓе ако треба рушете. На кај да рушиме? Кај изетме джети во овочари или прво тоа кај да рушиме? Има да бе малце за досед. Меѓутоа пак ќе повторам по стоти пат. Ова нешто за овие заблуди ги прави законот. Законот што има втор круг, иначе ова се да врши ни ќе беа млади. А најсмешни, најинтересни, како да речам, ми се овие од СДСМ, што дозволија едни вакви фолиранти како Левица да ја победат Каја Шукова. Ки имаше тежина во овој вториот круг. Не мајта да се пратности. Каја Шукова сакате да ја споредите со Амар или било кој од СДСМ. И ја извистихте Каја, гласавте за Инает, за Амар. Исте? Благодарам и поздравувам. Не го гледав тој дуел, а очигледно ете било интересно, или барем има доста да се зборува, доста моменти. Не е само така воопштено. Но добро е тај да ќе зборуваме и во некој од наредните средби, слободна тема и така натаму, па кој сака може. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Абе, предходниот не се представува овако. Неколку пати ми има спомнато. Многу брзо вози, бе, Исо. Брзо вози, малку сопри го, закочи го. Че се отепа човекот негде. Прво, ја не ги сакам партии, тебе 100 пати јавно ти кажем. Нити ги ценам, нити ги почитам, ради народот што го направија вако, никако. И не ме оговаре мене или кажи си го името, па оговареме колку сакаш, да знам да ти вратам. Но добро, вие не бевте спомнати сега, никој мислам не беше. Кој ќе ме оговара, нека си го каже името. Идентитетот нека си го каже. Јас сум го кажал 100 пути идентитетот. Он е на власт без идентитет. Ја бар имам идентитет. Ти сум бил на власт, нити ќе бидам, нити сакам да бидам со овие пусти никакви партии. А Исо на тема, вчера го гледав Исо дуелот со Амар и Орце и да ти кажам право, од Амар не сум задоволен. Знаеш зашто не сум задоволен? Дали дека темнавија за него, имаше пуно работи да му каже. Знаеш колку работи имаше да му каже. Например, Орце сам си кажа, Расадник го блокирал, ништо не реши. Па како можеш 4 години да го блокираш Расадник? Орце, што не му го кажа тоа? Како да го држиш така Расадник празен? Пун со фласи, пун со џубре. И Иван, водителот, се гледаше дека на страната беше на Орце. Например, ќе му постави прашање, ја ти го постави прашањето, мене гледаме. Што има тебе да те гледам? Што има тебе да те гледам? Се знае кој ми е против кандидат со Орце, ќе се раз... Благодарам, поздрав до вас. Но добро ете, затоа произлегуваат и некои други прашања кои не биле поставени таму. Ако човек ги гледа работите самостојно, индивидуално, без одредени влијанија, значи ги анализира, па самиот си поставува прашања и кои не биле поставени таму, барајќи одговори, така да и се едно утре кој да биде градоначалник, тогаш и ќе бидат поставени тие прашања во очекување на донесување на решение, односно решенија за многуте работи кои не се во ред, односно кои треба да се поправат, исправат. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме. Пред овој гледах тој што се јави, тој е ВМРО е чуплив во главата, ја нема мозокот. Добро, без навреди, ве молам само. Ајде, да одиме со другиот. Одиме во друга насока. Повелете, добар ден, да. Повелете, се слушаме. Добро, се прекина, значи, ве молам, без навреди, кажете, секако не е проблем. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Еве на порака за господинот Емил, да види на 24. јули што кажал Мицковски
на говорот во Кичево, за кого повика ВМРО-пците во Кичево да гласаат? Дали за Александар Докторот или за кандидатот на Влен? Нека најде што зборел Мицкоски во Кичево на 24 јули, кога имаше говор, за да не ги манипулира ВМРО-пците дека на ВМРО срцето го болело за докторот. Мицкоски на 24 јули ги повика ВМРО-пците во Кичево да гласаат за кандидатот на Влен, а на 25 јас лично во емисија Добро утро Македонија на Роберт му пишав дека срамота е во Кичево ВМРО има добар кандидат, а го одбива неќе да го гласа ги повикува. Еве, нека се јави во Канал 5, нека ги проверат пораките од 25. Со факти зборам, ако сакаш и тебе ќе ги пуштам пораките што се пуштени на 25 во Канал 5 во утринската емисија. Да не ги манипулира ВМРО-пците, на 24 Мицкоски ги повика ВМРО-пците да гласаат за кандидатот на Влен, а не за докторот. Кога почна јавниот притисок, тогаш Мицкоски се преиспита, па го кандидираше Александар Докторот. Тоа е вистината за Кичево, да ви кажам право. Јас ако не сум ВМРО-вец, а мога ви го тврдам одговорност, со доказ имам пораки што сум ги пишал кај Роберт во емисија. И он добро знае зашто ги слуша сите емисии и дека не се прави на точно. Голем ВМРО-вец, срамота. А што се однесе за Амар Мициновиќ, кога ќе го направи Орце паркот во што го ветува во Бутел под далеководите, јас гол ќе одам по плоштад. Тоа да го знае. Затоа што лаже таму кај што сака да прави воден парк, има далеководи на МЕПС од 110 киловолт и нема шанси да се изместат на тоа подрачје. Таму требаше и новиот стариот градоначелник да прави детски игралишта, па ги направи. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Слушаме? Да, одлично. Одлично. Па види вака, слушам комбинаторики у тето каде левица со дуи. Да. Ја прво ќе напуштам партијата, одма ќе напуштам партијата. Па ете, вреди вели, јавноста е шокирана. Да. И така натаму. Се домаќини луѓе таму тоа вреди. Тој од кој? Состаноци со представници на левица и така натаму. Партија позната по своји анти-НАТО ставови, анти-албански ставови и така натаму. Нема левица анти-албански. Добро, велам, вреди соопштува тоа. Вреди има антимакедонски и антилевица ставови, а не левица према нив. Ние ги викаме членство да бидат многу од таа група на луѓе тука што живеат. Неќата. Едни кажуваат ми е страх. Некој вика ќе ме тепаат. Некој вика ме тепаат. И затоа бегам од кај вас. Значи имало, али кратко траеле. Тоа значи дека такви како Вленовци, како Дуи, им вршат огромен притисок за да бидат дел од оваа партија каде не ја припаѓам. Што е право е. Нако комбинаторики левица нема еден, може би во некоја измена, ако нешто докажат некоја власт, може би правеле, али да сега не влегуваат со никого. А друга работа, тој македонецот у Кичево, сите македонци да гласаат за ВМРО-сите ќе му смртат грб и ќе го пуштат низ вода, а пази човек член на ВМРО, ДПН. Пази, мислам, ми е жал вака ВМРО што го плетка му убие оваа партија, ВМРО е нешто светиња за македонецот. Ама тоа е тоа. Ајде, нема време. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден, почитувани со... Добар ден, почитувани. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Па, во секој случај станува позабавно после изборите неголи пред изборите. Зошто? Затоа што сега граѓаните и гласачите ни даваат ветување. Еве, еден ми вети дека гол ке шета, не знам во која ситуација. Друг рече пелети земал во Струмица заради партиите. Еден од Кичево, така наречен независен кандидат, ни рече дека 10.000 евра за малце ќе земел од политичка партија. Гледате како фрчат пелети, пари и не знам некоја нова мода за облекување или сооблекување. Но во секој случај заборавив и најважното да го кажам, го честитам изборниот успех на Ана Чуповска и на СДС, затоа што тие рекоа дека ова е супер резултат и дека ова е победа за СДС. Јас им посакувам во иднина само вакви победи да си нишат
колку можат повеќе, вакви победи, им честитам. А новие другарчињата од левица исто така да ги поздравам. Имаат поздрав од нивната функционерка од левица, Катка Божиновска, која во Тетово си имаше средба со функционерот ДУИ, Арди Исмаили. Така да очекуваме СДС, Левица и ДУИ да се официализира таа коалиција. И вака симпатичен ми беше вчера на дебатата овој Амар, како викаат, абе детенце кутрото, тоа детенцето кутрото 2.500 евра зема месецот плата. Наследник бил на дивоградба од негов татко, а се залага за законита работа на институциите. Ете, тоа детенцето се прикажува жртва на криминална приватизација, ама цело семејство му биле во државни фирми вработени. Така, затоа и Амар ќе си добие таков резултат заради неговата. Благодарам ве, поздравувам, но добро ете прашање ако некој зборува со некого друг, дали и планира нешто повеќе од само ете зборување, дали е тоа, не знам, под наводниците изневерување и слично, го виделе мажот, зборува со некој, зборувал на улица, дали нужно значи и дека имал планови некои други со неа, или обратно, се едно неа ја виделе. Така да, ете, не спорам ако велите имала средба, имала, но што може да се очекува, нешто конкретно, средбата сама по себе е средба, а евентуална соработка е на ниво на партија, на партиски тела, на многу други фактори тука. Така да, ете, ќе видиме секако. Затоа велам, има, јасно, има тактизирања, има флертувања, има изјави цврсти, ставови, па повлекувања, ретерирања, а ќе видиме ете и по изборите, во зависност од резултатите, па потоа исто така комбинаторики има. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, да, вие сповелете. Благодарам. Така, прво да ви кажам најискрено, сакам што побрзо за сад на минута, ако треба побрзо да завршат изборите и да престанат овие глупости што ги правиме меѓу себе, се надвредуваме, се караме, се расправаме. Ајде да видиме се вака. Прво да речеме ДУИ не го сакаат албанците. Меѓутоа јас ќе кажам меѓу нив постои значи една скриена формула која вика секој албанец мора да го сака секој албанец, независно од тоа што ДУИ не е во власта или не им одговара. Тоа го покажа Касами, нека не се вади дека е тоа од контекст извадено, јасно и гласно се кажа тоа го слушане, која рече сите албанци мора да гласаат за представникот на ДУИ, да, кој и погрешно протолкувано било, да. Погрешно, значи во и извадено од контекст. И мислам дека сепак нема контекст, нема ништо, тоа е значи таа правата вистина и дека не се вади. И Мицковски не требаше да оди да коленичи кај Касами, требаше да си преземе своите активности и да тера даѓе. Меѓутоа, многу посебно ме загрижува беше Мицковски митинг во Кичево и во сето тоа не знам со која смелост во вестите, во сите вести го слушаме, да ги чувате внуките, женската чела од тој напасник. Дали мислеше на оној кандидатот што е од албанските представници? Јас, значи, не сум албанец, не ги бранам, не мислам, но начинот на кој што постапи Мицковски, тоа е за осуда и сум јавно да кажува дека да ги чуваат девојчињата. Дали некој е насилник, дали некој си лежи или каков е. Пуштете ги вестите на Канал 5, на сите други останат, видите изјавата негова, а сигурно ќе после ова ќе ја избришат, значи нема да коментира. Срамота е тоа. А не ја сум да тоа. Секој да постигне победа, ама на честен начин, на поштен начин, но не... Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум ја. Вие сте, да, повелете, добар ден. Па сега ја и прошли пут рекол, сега ќе имаме некоја добра спортска прогноза. Комбинати 1001, кој ќе победи, ќе добие. Значи, стварно ова ќе биде сега шалтање, прва, втора, трета, до петак и да изгледа. Сега ќе се шалтаат од една од друга партија. Ја не знам дали точно слушнав, меѓутоа мислам дека точно слушнав кога рекоа дека сега ова што е
директорот што го приведа од комунална хигиена, дека потпишал дека е вовлен. А нели пред тоа беше до дуите, ако сум не знам дали точно... Па и јас колку што знам така е, да. А ова прв пат слушам што велите дека потпишал. Па, затоа што Особено, потпишал оставка, мислам, да, поднел оставка. Некој шалтање ќе има, станање едно друго, вамо таму. Крајот, кој знае како ќе ми биде, само мислам дека ќе биде многу забавно и многу интересно, затоа што еве сега гледаме со дуели, со едно, со друго, само да ви кажам, толку ми е, не знам, мизерно, буквално, било кој, значи не ме интересира, кога ќе почнат приватно и лично да се препукуваат, не ми е во ред. Едноставно, ако кажеш, кажи тоа што сакаш, што нудиш, дали ќе направиш, нема да направиш, дали овој може или не може друго. Меѓутоа, тие лични, да ви кажам, веќе се банални. Не само ја, сите, целиот народ више е заморен од тие лични препукувања. Дајте, кога имате кампања, дајте, кажите што има, како има, проекти, дела, што ќе правите, како ќе правите. Ово дека сите избегнуваат од проекти и дела и само се препукуваат. Кој бил ова, кој бил ова, татко, мајка, инфраструктура да направат овдека, канализации. Значи, не знам ја, градот Скопје као цел треба да се прави канализација сегдека, инфраструктура. Значи, дајте нешто проекти, нашо вака што не каже тоа приказки, помалине деца кои се караат на улица, буквално така нешто доде. Така Луна паркот не го каже. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете добар ден. Кој ни е следниот учесник? Добар ден. Повелете, дали имаме некого? Добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Се слушаме, повелете. Не сакав да коментирам, меѓутоа, сепак измешавме и некои работи околу дуелот вчерашен меѓу се провлекува, кандидативе за град Скопје. Впечатоците се силни, изгледа и за една и за друга страна и воопшто, да. Меѓутоа, мене вака нешто ми остана од тој дуел. 5 пати кандидатот на ВМРО спомна дека тој работел у приватна компанија некоја. Сега, кој го запослил тамо, како се запослил, а компанијата била Евана, види мајката. У Слава, туку така го запослиле у приватна компанија. Па цел управен одбор на Евана беше од ВМРО. И како влеголо? Од кога е он член таму, на ВМРО? Отишол тамо, го запослиле него. Многу им треба тој кадар на Евана, па он отишол тамо да работи, а веројатно и работното место му било раководно нешто, па тамо отишол у парламентот, ко пратеник, па градоначалник, и демек он све заслуга за неговото знаење, образование, паметен бил многу и така натака. Туку така елита не можела да се запосли у Евана, тој веднаш се запослил, прво занимање и тамо се запослил. Иначе, што се однесува до мене, многу пати сум рекол, дали Скопје, дали било кој град, може да биде градоначалник човек кој јас сум 80 години, меѓутоа мој потомок. Да, за жал истече времето, но ви благодараме те во следната прилика секако да се слушнеме, па да се доискажете. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, вие сте, повелете. Ево вака, ја би се надоврзала некаде на гледачот пред мене. Прво, изборите, парламентарните предходните, беа дно кај нас. А ова дно, што го имаме сега, мислам, тоа е веќе да ви кажам за поголем број на граѓани, срам да гледа. Господинот пред мене кажа за некои приправници, политиколози во ЕВН. Знаете кој треба да биде градоначалник во било кој град? Значи човек од градот. Значи кој е тој човек од Скопје?
Значи, човек кој е роден во Скопје, не во некое предградие, кој е влегол во некоја партија, која го шетала партијата, го мештела, затоа што сите овие лаги кои ги слушаме, од овој веројатно кој ВМРО со сите пари, со сите реклами ќе го изберат. Ние слушавме лаги и на парламентарните избори. А што добивме? Што добивме за овие 2 години? Бил некој против НАТО, па некој направил референдум дали сме ние за НАТО. Јас мислам дека ние треба да добиеме град Скопје, значи зборува некој кој е роден во Скопје, во центарот на Скопје. Значи град Скопје заслужува да има градоначалник граѓан. Значи оној кој што знае што е заедничко живење, кој што знае што е зграда, кој што знае што е плоштад, што е град, што се градски институции, а не... Да, ви благодарам. За жал истече времето, но ете, навистина ме замисливте и наведовте на размислувања, генерално и по однос на состојбите околу воопшто изборите парламентарните и сега и пристапот на околу тоа генерализирање, дали воопшто секое размислување, мислење поинакво оди веднаш во насока дека е анти или против и така натаму, односно дали со тоа се инхибира, попречува слободата на размислување. Затоа што да се размислува поинаку и да се размислува против не се исти работи, а некако кај нас се помалку изгледа дека има разлика помеѓу тоа. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Од Кавадар се јавам од центарот на Македонија. Поздрав до вас, до кавадарци секако И од најразвиениот град во Македонија Исол. Аха. Значи од Кавадар си му порачувам. Онај во Карпушо е Цеци Екимовски, карпушаните не гласат за тој човек. И онај во општина Центар. Значи тие му дава дозволи на овие инвеститори кај Holiday Inn и кај Continental и кај Карпуш. Значи тие Цеци Екимовски е на црната листа. И од Кавадар си му порачувам да не гласат граѓаните од Карпуш за Стефчо Јакимовски. Значи и тие Стефчо Јакимовски одма треба и да го уапсат, а и Герасимовски со одговорност. Значи он има дозволи давано за овие инвеститори што правеа згади и Континентал и кај Holiday Inn. Значи ова е порака од Кавадарци и тие жени што се јавуваат да раѓат деца, а не кучиња да гледат. Не само у Скопје, туку у цела Македонија. Тие закон подскитно треба ова влада да го укине. Нас не ни треба лајка и мамајка. И тие агенции да укине овој што е Мицкоски. По добра насока оде ова влада на чело со Мицкоски. Тој закон подскитно за лајка и мајка да го укине. Народ нема ред да јаде. Они кучиња се гледат. Кажа владиката Петар, жените себе да раѓат деца. Тие што можеш да раѓат деца. Ова е порака од затрашт. И му честитам на она од Кичево што би сепал тие 40 кучиња. Значи... Благодарам, поздрав до вас, но главна порака би рекол е и би требала да биде гласајте како што вие мислите, сметате, според ваша свест, совест, слободен избор. Шетајте кучиња, чувајте мачиња, ако тоа ве прави среќни, ако мислите дека е исправно, слушајте го вашиот внатрешен глас како порака, барем по однос на оние малку работи за кои одлучуваме, или барем мислиме дека одлучуваме. Како што се изборите, како што ете начинот на кој ќе живееме, кога сме слободни, кога имаме слободно време, а малку е тоа, или сме на работа, или со обврски други и така натаму. Така да би рекол, тоа е можеби најисправната порака, која всушност не е порака, туку само едноставно совет
секој нека го живее животот како што мисли дека е најдобар за него, не правејќи му при тоа никаква штета на другиот, напротив, помагајќи да се зголемувајте тоа единство и соработка помеѓу луѓето. Благодарам ете што тоа го правиме и во овие наши средби. Имајте пријатно попладне и останете со Телевизија 24. Довидување.